Почитувана јавност, добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на нашиот подкаст ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Вечерва зборуваме за една значајна тема за развојот на градот Куманово – изградбата на комерцијални згради. Куманово е град кој е во фаза на трансформација, се повеќе инвестиции, нови деловни простори, модерна архитектура и зголемен економски потенцијал. Но што значи ова за локалната заедница? Како влијае врз урбаниот развој, инфраструктурата и секојдневието на граѓаните? Ќе разговараме за тековните проекти, предизвиците со кои се соочуваат инвеститорите и општината, но и за визијата за еден поконкурентен и модерен град Куманово. Останете со нас. Добро вечер и добре дојде и посакуваме и на нашата гостинка, раководителката на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор ПО Куманово, Ивана Лазаревска. Добро вечер, благодарам на поканата. Ивана доаѓа на оваа позиција со силна визија за унапредување на работењето на друштвото, а како приоритети на незиното работење се најавуваат подобрување на управувањето со постоечките објекти и развој на нови проекти. Ивана по професија е дипломиран социјален работник, со работен стаж од 15 години во Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Куманово. Од неодамна е вработена во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор во Куманово. Ивана е председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН Општински комитет Куманово и председателка на Комисијата за труд и социјална политика. Многу функции, многу поминато зад неа, но исто така и многу визии за подобро утро на градот Куманово. Ивана, најнапред ќе започнеме од вашата нова функција. Од неодамна вие сте раководител на Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор ПО Куманово. Би сакале да знаеме со што се соочивте со вашето стапување на оваа функција и кои се вашите предизвици и приоритети. Така е. Од неодобна сум раководителка на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од значење на Републиката, поддружница Куманово. На местото, од кога дојдов, мојата визија, која што ме води, е пред се, значи, да ги реализираме сите проекти кои што ги имаме во годишната програма. А тоа е изградба на 3 објекти комерцијални згради во Куманово. На местото, пред да бидам раководител, работе во Центарот за социјална работа во Куманово. Дори можам да кажам и дека имаме и на некои наспој на слични слични работи на овие двете институции, да кажеме категорија на граѓани со кои што работе во центрите за социјална работа, кои што имаат пред се потреба за помош, но и за поддршка во остварување на нивните права. И сега во Акционерското друштво истите тие граѓани ги среќавам и на новата работна позиција, тука веќе во една друга насока, односно околу стамбеното прашање да го решиме, со тоа што да кажеме дека тие веќе имаат земено под закуп станови и си плаќаат станарина на месечно ниво, така да секогаш сум некако со на прва линија со граѓаните, на прва линија на странките, како ние што ги нарекуваме, да помогнеме, да излеземе во пресред. Тоа е едно пред се и хумано, но и многу одговорно прашање. И во иднина ќе се трудам, што е до мене, да можеме колку што може повеќе да се помогне. Одлично, се гледа поврзаноста помеѓу двете ваши функции. Сега, откако сте овде во Акционерското друштво, се соочувате со една нова позиција и една нова одговорност. Во досегашната работа на друштвото, во 10-годишниот план за изградба на социјални станови, Куманово не беше ставено. Кажете ни нешто повеќе околу причините за ова, било да се позитивни или негативни, како и да е, сепак граѓаните би сакале да знаат кои се причините
поради кои Куманово не беше ставено, односно кои градови беа ставени и дали сега во Куманово е планирана изградба на станови за лица во социјален ризик? Акционерското друштво, заедно со представниците на владата, на почетокот на месец февруари беа доделени клучеви за социјални станови во Велес и во Кочани. Во наредниот период, стамбени единици од ваков тип ќе бидат распределени и во Дебар, а во моментов се градат социјални станови, еве да кажам нели ексклузивно, и во скопските општини Бутел и Сарај. Се гради и во општина Прилеп, а во теке јавна набавка за избор на изведувач во Штип. Со сето ова можам да кажам дека го заокружуваме, финализираме проектот FP 1674, кој што опфаќа изградба на 32 стамбени згради. Објектите се лоцирани во 25 града низ територија на Република Македонија, меѓу кои има и во Крива Паланка. За истиот проект беше реализиран и задолжена поддружница Куманово. Така. Дали во програмата на друштвото е планирана изградба и на комерцијални станови? И кажете ни нешто повеќе околу овие станови. Какви се овие станови? Кој може да дојде до нив? На кој начин се утврдува каде ќе се изградат? Се она што е значено за граѓаните за комерцијалните станови. Така е. Во годишна програма имаме во рамките на годишна програма за изградба, продажба и одржување на стамбените простори, кои што се во собственост на Република Македонија, е предвидено изградба на 3 објекти. И тоа баш во Куманово. Ние имаме, да кажеме, во рамките на самото друштво, имаме отворена комуникација со Европска банка за обнова и за развој, во однос на финализирање на целиот процес, со што отвараме можност да се продолжи соработка, односно да дојде до склучување на нов рамковен договор за заем, со што ќе создадеме формално правно услови за интензивирање на активностите за проектирање и реализирање на нов уште еден ваков договор. Така, одлично. На кои локации ќе се градат зградите, односно дали веќе ги имате утврдено локациите каде што ќе се градат овие комерцијални станови? Социјалните згради се градат на слободни локации, кои што се добиени од страна на општините, кои според ДУП имаат намена за колективно домување. Локациите се утврдуваат уште на самиот почеток на реализација на целиот проект. И тоа во соработка и со поддршка на Министерство за транспорт, Министерство за социјална политика, демографија и млади, како и Европска банка за обнова и развој. Потребите се утврдуваат врз основа на добијани сознанија, како од двете министерства, така и од подрачните оделенија на центрите за социјална работа, врз основа на евиденција која што ја имат и со која што располагаат за потребниот број на стамбени единици од ваков тип. Така. Колку е проектираната вредност на 1 метар квадратен за овие станови и врз основа на кои фактори се утврдува проектираната вредност на метар квадратен? Така, за утврдување на стамбениот квадрат се земаат предвид сите трошоци кои што се потребни за реализација на целиот процес, од комунали, изведба, проектирање и така натаму. И по спроведување на постапката за јавни набавки за сите претходно наведени ставки се врши калкулација. И врз основа на таа калкулација друштвото утврдува почетна цена на стамбен квадрат за која што подоцна владата дава согласност. Од тука, ја би кажала секоја однапред дадена пресметка за нова евентуална цена на стамбениот квадрат по мене би била непрецизна и провизорна. Така е. Ивана, кога би можело да се очекуваат првите згради? Така е.
покрај сите овие фактори кои што ги сега наведов, а кои што се директно условени од постапките за јавни набавки, временскиот рок за отпочнување на градење зависи и од низа други чинители, како што е расчистување на локациите, добивање на потребни дозволи и така натаму. Во оваа насока ние веќе имаме преземени конкретни чекори во однос на финализирање на самата постапка околу земјиштето. Односно, во континуитет имаме соработка и комуникација со представници на општината, бидејќи општината е орган кој што ја води целата постапка за издавање на одобрение за градење. Одлично, сега веќе нештото ни се многу појасни. Ивана, вие сте релативно млада особа, меѓутоа сте председателка на една голема организација, тоа е Унијата на жени на Куманово. Кажете ни нешто повеќе околу оваа функција која реализирате во рамки на партијата. Од кога сте председателка, со какви активности се соочувате, какви предизвици, кои се позначајните активности кои што сте ги реализирале во минатиот период и што е она што го предвидувате за периодот кој што следи? Унијата на жени некако за мене е и втор дом, да кажеме. Председателка сум од 2022 година. Можам да кажам дека за мене нели покрај честа и голема одговорност е да се води толкова женска политичка организација. Меѓутоа, за да биднеш председателка на Унија на жени, пред се треба навистина многу да си ја сакаш Унијата. А јас од срце си ја сакам, бидејќи од мали нози, уште како млада, ја веднаш почнав со активностите во Унијата на жени. И меѓу тие жени, се сеќавам на далечни години, наназад, јас бев меѓу нив најмладата. И учев од повозрасните. И така, низ годините, како викаме ние, народски се калевме, нели? Упивавме. И така, еве сега, нели, од кога сум председателка, некако сето това искуство што го имав стекнато од минатите години, сега дојде до моментот да се реализира. Односно, успеав некако сите жени на купче да си се сплотиме, да си дадеме некако сама на себе ветер во грб и помош и поддршка на секоја членка на која што и е потребна. Меѓутоа, ние излегувавме надвор од Унијата да помагаме и онаму каде што некој ќе побараше од нас. Како што веќе нели и напоменавте во однос на активностите претходни што беа. Јас навистина мислам дека не би можели ни да се избројат кога би дошло до тоа, како Куманово сме препознатливи на огромни настани што имаме реализирано и тоа од секој аспект на општеството и од хуманитарен карактер и од здравствен, образовен, едукативен. Во моментов еве не можам ни да се сетам колку се тоа активности имаме направено. Мотивација ми се жените, кога ќе ја видам нивната насмевка и поддршката и желбата уште повеќе да работиме. Мене посебно ми се драги некако нашите традиционални празници кога се. Години наназад некако и традиција стана сите верски празници да си ги одбележуваме и тоа токму носителот да биде Унијата на жени. И некако не само Куманово, еве сите општински комитети низ Македонија, некако столбот на тие верски празници е Унијата на жени. Така. Браво, да. Продолжете со исти интензитет. Вие сте и председателка на Комисијата за труд и социјална политика на Општински комитет Куманово. Рековме на почетокот дека имате и 15 годишно искуство во меѓуопштински центар за социјални работи во Куманово како социјален работник. Дајте ни ја поврзаноста помеѓу овие две функции. Кажете ни на кој начин се поврзуваат овие две функции. Социјален работник е пред се хумана професија. И тоа мора да го имате во себе. Тоа не се учи, тоа е вродено. Па така, како социјален работник, долги години наназад имам работено на сите категории во центрите, почнувајќи од парични до услугите. Така да помогнато на голем број на граѓани да си ги остварат своите права согласно закон и законските прописи и во рамки на можностите.
сега, како кажавте, кои се допирни точки со Унија на жени и центрите за социјална работа? Па, можам да кажам, паралела кога ќе направиме, е дека секогаш најголем број од луѓето некако се обраќаат за некој вид на помош. Така. А каде оди онаа категорија на граѓани кои што најповеќе има потреба од помош и поддршка во центрите за социјална работа? Така да, на тие граѓани секојдневно и ден денеска, иако не сум во центар, им излегувам во пресред, тоа си останува, бидејќи јас продолжувам понатаму и како претседателка на Комисијата за труд и социјална политика, на која што отвараме многу прашања, решаваме многу проблеми, нема да навлегувам нели во детали. Меѓутоа, ќе продолжиме и во иднината да се помогне секому на кого е потреба и каде што ќе треба. Одлично. Ивана, ви благодарам за вашето гостување во вечерашниот подкаст ВМРО ДПМН зборува Унија на жени. Продолжете ангажирано и посветено, а успехот ќе биде неминовен. Почитувани, тоа беше се за денешната епизода. Ви благодариме што бевте со нас и што ја следевте приказната за урбаниот и економски развој на градот Куманово. Следете на и во наредните епизоди, каде што ќе отвориме нови важни теми. До следното гледање, останете информирани, ангажирани и инспирирани. Убава вечер, почитувани.